Да, на минута пред 10 часот се враќаме по студиото овде на рекламите. Не знаете што се ни се случи, куќето се изгуби, го најдовме. Уси ни се изгуби. Ја најдовме, се пикнала под. Сакам да кажам благодарност за целиот тим на Канал 5 затоа што сите заедно ја бара. Мене само срцето ми застана, ама барам се останев максимално. Имавме кардио до сега, но сите четворица гости се тука. Чека, каде е сега? Кај Луси? Врзана е, сега се готов. Добро, се враќаме во реалноста, окей. Почитувани за сите кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5. Ова утре со нас е доктор Лавинат Бектеши, кој што е специјалист по травматологија. Ивана Јанковска, која што е водителка добро позната на македонската јавност, и Огнен Тошев, диџеј Тошев, кој што исто така е познат и актуелен, особено во последниот период во нашата земја. Не стана неколку неодговорени прашања, кои што ги договоривме нели заедно дека ќе ги разговараме во емисијата. Веднаш потоа ќе одиме со фотографиите кои што најтешката домашна што имате сите. Не биде џабе сте праќале. Докторе, станавме должни за едно прашање за повозрастните. Што можеме да направиме за да го намалиме ризикот од сериозни повреди и скршеници при пат? Повозрастните луѓе се малце поосетлива категорија во нашата, да кажам, во нашата медицинска фела. Самиот природно еластицитетот, значи природно се намалува и така да и коските се малце пофрагилни, да кажам. Добра. Најбитно е, мислам дека во превенција да се вложува во тој аспект. Нешто што може повозрастната популација да направи секојдневно е физичката активност. Физичката активност значи ја зајакнува мускулатурата, ги зајакнува коските, ги прави они подвижни, повитални. И поредкот, например, да се подложени на пат. Исто, други работи што се битни е, например, добро осветлување на домот, удобни обувки или чевли да користат. Тоа е едниот аспект. Другиот аспект е да се внимава нели на коскениот метаболизам, например, да се дадат нутриенти, добра храна, витамин Д, калциум, терапии. Така да, мислам дека најдоброто е да се превенира, него да се лекува кај таа возраст. Добро, на сите овие додатоци на исхрана, верувам, сепак и тие треба да се препорака од здравствено лице. Да, апсолутно, не на своја рака, апсолутно, туку да се направи чекап. Зашто сепак треба да кажете и витамин Д колку треба да се зема и сите други суплементи. Да. Добра, одлично, благодарам многу за одговорот. Ивана, споменавме дека се уште во тек третата сезона. Тоа не е Старс шоу, туку Хот Старс. Хот Старс, така. Жешки звезди. Жешки звезди, точно. На македонски многу поинтересно. Жешки водителки и све Жешко. Време. Да. Жешки прашања. Да, Жешко време, се си има символика. Да, гледачите верувам дека си ја знаат убаво емисијата и редовно си ја следат, меѓутоа за сите оние кои што можеби немале време, биле на одмор и не успеле да проследат што се случува во ова жешка сезона. Покрај гостите што не се исто така жешки, затоа што така температурите налагаат да бидат. Имавме, се извинувам затоа што многу трчавме са по куќата. Да, сега стабилизирам. Воведовме сега и жешки авантури кои што беше поканата и Цеце да не биде. Да, само што не можев да стигнам на тој термин. Јас длабоко се извинувам и на тебе и на гледачите. Ветувам во новата сезона, значи како да ти кажам, може да отвориме еве со мене. Не може, зошто да не може, зошто да не. Не, морам да се одолжам, затоа генерално навистина прифаќам гостување. Само сакам да ти кажам дека пропушти една прекрасна дружба, затоа што покрај тоа што се гледа пример еве вака на екраните, не се гледа тоа што се случува позади, еве како пример што е барање на куќа кој се изгуби. Тоа се случува, значи не губиме куќења постојано, но има многу интересни работи кои што баш се случуваат точно позади камерите. Таа дружба, некогаш има многу голема тензија, она брзање. Генерално да, драми, воведовме нови предизвици, некои интересни работи кои што и гостите не ги очекуваат да се случат, им се случуваат, им се интересни, гледам дека и тие се забавуваат. Имаме сега пример, не знам дали смеам тука да кажам еден нов поддржувач на нашата емисија, кои што имаат па се емитуваш на Канал 5, слободно можеш да кажеш. Па добро, еве сега го искаравте него за интермезо, па јас тука се предпазувам. Турираме ние, види тоа ни е работа, маркетинг директорка да верувам паќе белешки од Сабајле, ама ти кажи. Gifto MK, тоа е платформа за доживувања. Пример, тоа е уствари да се подари доживување. И имаме картички кои што ги влечат гостите. Не знам како некако магично сите гости влечат картичка доживување, фрлање секири.
И онака пример, кога ќе прочитаат фрлање секири, па да, тој што не го слушнал е многу смешно, мислам, јас не сум била на фрлање секири, ама ете постои. И низ некои такви интересни работи им правиме и на нив да им биде забавно, не само на нас. Затоа што кога ни е на нас забавно во студиото, го пренесуваме тоа енергија се чувствува, да. И се премесува и преку екраните и за сите кои што се били. Генерално треба да си гледаат, мислам, Канал 5 19:30 секоја недела. Ако сте пропуштиле случајно, може на YouTube да си ги гледат, Да. Стар шоу. Така, четвртата сезона, што да очекуваме? Започнува многу наскоро, сме во подготовки и со ново студио, нов тим нема да откривам дали ќе има или ќе нема, ама само знам дека ќе почнеме. Ти Емче рековме секако сте во тимот, сега дали ќе се прошири? Не ја давам, Емче не ја давам. Емче не ја даваме, дали ќе има проширување плюс минус ќе видиме, како и да е. Генерално спремаме нешто многу убаво, нешто многу ново, спектакуларно како што би рекла Цеца, така што останува неверојатно, до сега не видено. Можеме јас почнувано да ти го прочитам. Може, слободно. Те молам, Цеца, можеш ли да ми ја најавиш емисијата? Четврта сезона, иначе четврка, не можам да престанам да зборам. Четврка ми е омилена бројка и знам дека оваа четврта сезона ќе биде најдобрата до сега, не знам така нешто. Имаш такво чувство? Да, значи добро, жените генерално имаат добра интуиција, така да мислам дека нема да погрешиш. Одлично, супер. Ти благодарам многу. Ако сакаш во текот на емисијата уште некоја ексклузива да ни споделиш, исто така ако сакаш прашање да поставиш, нели? Ту имаме време до 10:30. Може јас те замолив да ми ја најавиш емисијата, да видам како би звучало тоа. Само треба да знам точно кога почнува и кои се гостите. Многу ми е тоа битно за види вака доживеа. Знам дека не смеш да ми кажеш затоа. Видете така. Затоа бидете така. Останете заедно со нас. Останете на Канал 5. Јас се бајлим реков на гледачите, останете со нас минимум до 11 часот, ние до тогаш требаме, не после да изгасите телевизорот за таман работа. Баш кога топло е надвор, седете да гледате Канал 5. Така е. Тошев, сега гледам дека имаме со тебе доста неодговорени прашања, меѓутоа што е следно за DJ Тошев? Дали размислуваш за своја музика, продукција, можеби некој нов проект? Рече нема да пееш, тоа нешто било страшен гласот, не треба да слушнеме за да процениме. Ето ти го кажа. Да, може ќе се пробаме, пак не се знае, но вака до сега сум пуштал музика, да, овие години. И настојав на тоа да видам дали ќе имам публика од моите журки и за сега гледам дека имам во сите градови каде не би бил гостин денеска да не беше публика. Поготово сега во Охрид последното што ми се случи, после ова сакам реално да пробам да се пронедам во продуцирање на музика и таа музика што ќе ја направам да народот доаѓа и да ја слуша на моите настапи. Тоа ми е желба и да го откриам. Тоа што сакам да го кажам, да. Значи, еве моментално, да. Ексклузивно. Песната ДНК Утро до мрак, ако ја знаеме сигурно сите. Со Магдалина беше таа? Магдалина. Да, чест и задоволство ми е да направиме ремикс од тимот на Ритмо заедно на целата песна. Мислам дека една недела ќе ни треба, скоро готово е. Браво. Се надевам дека ќе биде што побрзо, ќе објавам сигурно рил на Инстаграм и се до тоа морам маркетинг да дигнеме на тоа. И најголемо нешто што сакам да кажам е македонската музика мора да си ја вратиме, бидејќи стварно имаме многу јака лирика, многу добри текстови имаме. И се надевам дека оваа песна ќе се слуша низ цела Македонија и сите диџеи ќе ја поддржат и во сите клубови ќе ја пуштаат. Многу обожавам ентузијазмот, морам да кажам, затоа што само така се успева. Но меѓу другото и Панчо исто така беше диџеј и тој на своите настапи доста пушташе од македонската музика и вметнуваше треба да ни е приоритет на македонски јазик. Сум бил на Панчо многу пати и сум поминал секојаш убаво и тоа ми дава инспирација дека после таква ситуација не ќе да споменувам пак, но после таква ситуација сакам тоа да се случи и се трудам на настапи цело време да ја враќам македонската музика и добиваме фидбек реално тоа. Добиваме
добиваме и мило ми е за и новите генерации, извинете пак. Новите генерации Јас сум од новата, не знам што си мислам. Па не, за младите, за постарите. Знам, не, зборам во типот, да, разбирам. Тоа ми е целта, сакам таа македонска музика да биде на виделина и да се слуша цело време. Да. Многу ми е драго тука некаде се наоѓаме, бидејќи јас често приватно сакам да отидам на забава каде што има фиксно македонска музика. Значи ништо друго не ме интересира. За жал, се уште нема такви специјализирани условно забави каде што има само македонска музика, да вратиме нешто од претходно што сме слушале кој што е квалитетно и треба да остане. Ако вие диџеите не го пуштате, ние сами дома не можеме да го оживееме тоа, така што тоа ви е добар дел од работата на кој што треба да се работи. надоврзам, има и од тоа што е проект. Апсолутно, генерално за македонска музика Од сите, да. значи скоро сите ремикси се прават и настојуваме кон тоа стварно. Да, одлично. Супер, баш ми е драго. Вака како ја одма се продолжиме- израдов, нели ги зборев тие ремикси. Одма Дојдовме до тоа. И да знаете, немавме време на реклами да се договориме за ова, што го баравме куќето. Го најде, Ама, добро е. докторе, да ве вклучиме и вам малку. Ни испративте фотографии, малку повеќе да ве запознае јавноста, ако не ве знае, се разбира се, оние кои што никогаш не слушнале за доктор Лабин од Бектеши, кои сте вие приватно и знам дека имате и нешто професионално интересно испратено, па да погледнеме. Баш, може. Ајде, колеги од режија, благодарам. Повелете. Ова е сликата на дел од мојот тим во градска што работиме. Да. Значи тие се моите колеги што работиме заедно. И само сакам да го спомнам тука доктор Настов, кој што е мојот ментор, мојот едукатор, кој што ме учил, не само мене, туку сите таму што не гледате во сликата. Он вложил во нас и само сакам да му се заблагодарам. Да кажам дека стварно ни значи тоа и цел тој залог или тим, тој залог што го направил он и успел да создаде значи стварно добар тим. Добар кадар. Да, и добар кадар. Значи тоа е еден човек успел да направи цела екипа. Одлично. Да. Одиме со Ова е семејството? Ова е на 13-тиот роден ден на мојата поголема ќерка. Живе и здраве. Нека живе здрава, Сакам да. да ги поздравам овде. Ова е успех фамилија. И Така е. да, За ова се живее на крајот од денот. Реално. така е апсолутно. И поддршката верувам за да професионално, пошто е вас докторите навистина професијата и ден и ноќ и дежурства не е баш лесна професија. И Така е, телефонот значи, звони постојано, сигурно нон-стоп пациенти. и цело И време, соседите значи, имаат да ве прашаат нешто се свиткав са бајле, сигурно. Токму така, исто и нели цело време не сме дома. Да, и да, па за тоа велам. За да можам да се вратам сега дома, нели, без оваква, да ја поздравам мојата сопруга, што успеала куќата да ја оствари. Браво. 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 Поздрав од неа, сека честно Големо ви браво. Сигурно сум дека ве гледа. веруваме дека вака со 3 жени дома, кога Да. ќе дојдете, Најпред чекате дома да отидете. убаво каче за мир вие, Да, секој добро. ме прашува нешто, сака да ве услужи, убаво. Што е ова? Ова е една стара фотографија, Постара, да. успеав да ја ископам, Браво. да ја Сега најдов. обожавам вакви фотографии. Да, овие се моите родители и помалиот брат, негде сме излезени негде. Да. Да, Сега да не го вака, прошите. Сакав само да ја ставам Убаво. да кажам дека нели каде да одиме во животот, основите ги носиме од фамилија. Од Така е. семејството. Се тргнува од дома, така. така. Сите и така да само да ги поздравам моите родители. Да се И- здрави. Се разбира. Да. Да. Верувам дека се наши верни гледачи. Да. Мора да кажете тоа. Да, мора да Само да ги провери. Не, ако не одиме со фотографиите на Ивана, мислам. Во работна униформа. Да, апсолутно. Ова е во Лариса. Професорот со професорот Хантес, тој е еден експерт за мини инвазивна хирургија за артроскопија на колено и сите тие работи. Од моја десна страна, да кажам, овако е доктор Дарко Димитровски, што е исто колега од Така е, од истиот кај тим вас, сме, да. да, и Мики Ивановски. Одиме често на вакви едукации, ова е еднодневна, мислам дека или 2 дена траеше едукацијата, директно hands-on. Значи работиме и асистираме на професорот и така добиваме нови искуства, нови методи, нови. Така е, одлично. Верче, ова веројатно некој со твоја би си на фотографирал. Така Да, ама да, тоа се гледа барем ликов. Од птичја перспектива. Верче кога не слика секој пат.
Како со кран. Ова е исто така во Келн. Тренинг центар. Аха, Да, во Келн е кадавер курс, значи работиме на анатомски human specimens. Аха, добро. Работиме, ова е за деформитети во предел на коленото, значи луѓе што имаат малце некој деформитет на коленото, за да ја продолжиме да кажам животот или на самиот зглоб, Така, се прават да. корекции на оската на коската, се менува оптеретувањето и после тоа, нели, доста покасно доаѓа до тој вештачки зглоб. Да, Така, тоа е Тогаш се крајната купува нели. време кај млади пациенти да. генерално е овакво. Одиме со следната? Ова е престојот во Германија во Level A Trauma Центар во Зиген. Овде бевме на еден фелоушип што е интернационален, траеше околу 2 месеци, 24/7, значи до болницата беше интернатот кај што престојувавте, да. престојував. И професорот е професор Шотер, е многу познат исто така knee surgeon, што би рекле, или хирург во областа на коленото. Да, во областа на коленото. И со него колегата друг е од Јапонија, исто така како мене, и он дошол по таа по иста програма. Околу 2 месеци траеше целиот престој, значи Колку значат тие едукации? Верувам дека пошто медицината нон-стоп постојано нели се развива, има некои новитети во пристапот на лекување, во операцијата, во превентивата. Значат тие? Тие се мислам дека е еден меѓу најважните делови. Значи прво е размена на искуство, второ е да се земе некоја нова метода, да се следи трендот што е овакво, што е најново и плюс да се види на лице местот како тоа се применува. Така. И после тоа доколку затоа што нели едно е во книга теоријата што се вели, а многу е важна кај вас и праксата. Да, меѓу главните делови е праксата. Исто вакви едукации сме одели и во Израел, сум бил и во Турција. И Турција била дека доста во тој домен развиена. Да, многу се има многу голем обрт на пациенти пошто е многу голем народ. Дека е многу голем народ. И има многу работа. Добро е само да се види еден, да кажам, организиран, модерен травма систем како функционира, па се што може да се примени од. Да. Здравје па и кај нас така да биде. Повелете. Ова е некој скриншот. Да. Оваа слика е едва ги најдов. Не, ако баш се потрудиш. Јас морам вовед да дадам за тој да се опушти да продолжи. Плюс во ноември нешто се случува, се 12 ноември. Јас не читам ништо да таму не гледам. Оваа слика е со професор Макридис, исто он е во Лариса. Он е, во Грција. Он е експерт за роботска хирургија. И во случајот сме биле на вештачко колено со помош на робот. И толку брзо... Да, и тој сегмент доста сега е застапен во хирургијата, се применува доста во медицинските центри ширум светот. Па и во регионот. Да, можам да кажам дека и веќе и кај нас, значи, постои установа каде што може да се оперира човек со роботска хирургија, да. Со помош на робот. Значи технологијата иде брзо и иде и кај нас, значи. Иде и кај нас. Добро, да кажам на граница. Не заостануваме многу. Да, овде сме на конгрес во Ефорт, мислам дека во Лион во Франција. Ова е годишно најголемиот европски конгрес за колена хирургија и артроскопска хирургија. И така да цело време ги посетуваме овие настани таму. Од цел свет имаше луѓе каде што нели секој си носи своји искуства и имаме шанса да слушнете многу различни ситуации, да видите новитети така. Овде сме во Минхен, во Артрекс. Ете, директорот го препознав, беше неодамна кај нас гостин. Да, мојот ментор. Да. Да, и таму сме со тимот на ФФМ, на Федерацијата, да. И овој беше, фокусот беше на реабилитација, значи постоперативната реабилитација, колку е битна операцијата. И тоа е важен многу сегмент. Исто е толку важно и самата реабилитација. За целосно закрепнување и потоа да речеме мобилноста, функционалноста да биде, што се вели, до 99-100% вратена. Да, целта е нели return to play. Процент и идејата е цело време да особено тоа за спортистите е најважниот. За спорт, за спортите тоа беше фокусот. Оваа слика е мислам дека од Грац.
Ова е за лазерска терапија за пациенти кои што, например, оштетено е коленото, но поради било која причина не може да се оперира. И преку лазерот, значи, успеваме да правиме контролирање на самата таа болка. Нова техника е, генерално, и едноставно овозможува пациентот да може да функционира без да го лечиме во суштина зглобо, да кажам. Го има истата метода, исто више е донесена и кај нас после овие едукации, така да ја има и во Македонија. Да, одлично. Баш овие фотографии сте избрале. Имам уште нешто? Ова е секогаш кога имам време да излезам со друштво, дали со фамилија, дали со нешто, можам да кажам дека Западна Македонија има многу добра природа. Се разбира. Овде негде во Бистра, мислам дека. И секогаш кога можеме да излеземе да пуниме батерии, излегуваме. Кажете, сакате да возите? Да. Да, уште во први дел. Одлично. Благодарам многу за фотографиите, докторе. Баш сте се потрудиле, сега сваќам зашто толкова чекавме. Да. После ова што го кажа, јас мислам дека сите треба да отидеме на преглед, барам да не ги видат колената. Дали не се Јас добри? сум добра. Не сакам друго да Па кажавме сега дека за сега. не мора за се нели да се Да се оди на лекар. Да, зависно со какав интензитет на бока. Така да пробака. Некогаш треба и превентива да се направи. Ти се спремаш за новата сезона, гледам. Целосен ремонт и преглед. Да, па нормално. Иван, ајде, кога сме кај тебе да Ајде. видиме ти што ни подготви. И од режија велат дека се подготвени. Еве не ги hot stars. Точно, ова ни е почетокот. Жешките звезди. Ова ни е почетокот на трета летна сезона. Всушност, тука ја снимавме најавата и заради тоа сакам и да ја издвојаме оваа слика заедно со Емча. Ја снимавме едно Совршен амбиент. 495 пати за да Навистина? излезе 20 секунди или 10, не знам колку. Треба да Добро бидеш се, така внутринска, е, да. знаеш како ќе се испраксираш одма. Тука нема враќање, одма и ти тече мисла и се знаеш и елоквентно си. Тука не е само на еден да му тече мисла, туку На мора двајцата. да биде да бидеме усогласени со движење, со буквално се за да може да се направи. Добро, вие имате Да, сценарио, така е. Тука. Ова Еве, слика мене. зошто? Ова мислам дури знам каде е. Да. Ова слика ја Зошто одбрав, јас знам каде е? беше во Турција дан на патувањето Заедно, каде што еве, бевме да. заедно со Вера. Луѓе, конјот Издиве. Ка? Да, Само не. јас не знам, не беше тој заљубен во другиот коњ што одеше пред мојот коњ. Пред вас. Се креваше на две нозе. И јас Пресреќа. тука битно Што стигнав нема на плажа. Видео ни треба. Искористите тој момент да не Битно изгуби. стигнав на плажа, Ама направив преубаво. фотографии, слики се, а како ми беше во душата се молев, не знам колку Ништо пати ја кога кажав. се тресеше, молитвата. кога се сина од коњот. Да, молитвата не знам колку трепираше. пати ја кажав само за да се вратам жива и здрава, да се симнам од коњот Значи, и тоа е таков тоа. адреналин си чест. Да. Ова Ева ни си е- на работа. Да, ова ни е Втората фактички, сезона, така? па трета сезона е, но Пред да втор роден почне. ден, Аха, 2 да. години, затоа што Аха. така некако измеѓу почнавме Така. и малку поразлични се годините со сезоните, така што тука славевме втор роден ден. И секогаш си предотирана, не мора да ги рекламираме те што влекуваат. Нека Но ни на се- вистина морам да ти кажам, Благодарам. Ја секоја ќе чест. пофалам за да, денеска. И денес се разбира. Благодарам, Меѓутоа, благодарам многу. Многу ми се допаѓаат стедниците што ги носиш на емисиите. Ова сакам тука да си кажам, ова во Будва сакам да кажам дека секој момент треба да се користи, да уживате во храна, да уживате во живот, да уживате во тоа што го работите, момент, во да повод, уживате во во- момент, во луѓето, со луѓето кои што сте. Ето оваа конкретно фотографија ми е дека храната е исто многу важна во животот и многу треба така да ви е полно стомачето, да ви биде убаво на душата. Да не се брза кога се јаде, Ето да се така, ужива. нормално. Саша Ковачевиќ, ова е случајна средба, Како се сега разобликува. лето во Охрид. И не знам зашто се избрав, веројатно еве да си ја предизвикам таа љубовна среќа. Ми одговарал вака како партнер, така кажуваат, не Саша Ковачевиќ, да не се разбереме Физички грешно. од Не, изглед. таман физичкиот работа, да, изглед. него вака, да. Па да, не, мислам баш сме симпатични, барем според мене. Вие Одлично. што ќе кажете? Да. Добри. Феноменално. Ја муска страна, Иако Саша да. Ковачевиќ за малце зетке ми беше, ама нема врска, феноменално. Па добро, сега се чека детенца, така што го оставаме него. Отиде човекот. Значи, Ивана Чао, Верче пријатно. треба да ти гостува, јас само да ти кажам. Да. Значи, толку пати била на гостување, а толку работи не ја прашале. Значи, те молам. Па тука ќе биде, и да се значи, подготвиш. Со, да, Е. не, ќе биде со позадинско подготвување. Јави ми се.
деталите да ти ги кажам. Мојот живот во кратки црти. Да. Спакувана, да. само патувам, се враќам, препакувам, перам, се враќам назад. Секоја чест. Кога ќе пораснам, сакам Ивана да бидам. Као Калиопи песната Кофер љубави. Кофер љубави, да. Ова ми е... Ова фризура имав ова само каква една недела. Чекај, нели ова беше Сега? скоро? Така Да. или не? Така? Сите слики сега што ги гледаме тука се од последните 6 месеци. супер. Нема ништо Браво. старо. Ова ми беше една нова трансформација. Одлично. Прв пат во живот направив Феноменална. да ти кажам право, после 7 дена реков, ја ова не можам, мене Не, добро, ама убаво. Каква да си го направиш атракција, пак, да. да, од време на... Да ти кажам Баш за овој и- период е одлична. И многу впечатлива. Ете, Да, пример, да. тоа што сум сакала да го постигнам, сум го постигнала. Така. Ова е исто, ете, некоја слика каде што си кажувам дека треба сите да си живаме во животот, некогаш и со чаша добро вино, едноставно да уживате во животот. Тоа е тоа. И да Така. посетувате убави места и убави локации, затоа што на убави места и убави локации се среќаваат убави луѓе. Убави луѓе, убави вибрации, убава Така енергија. е. Така е. Ова ни е едно кулинарско искуство. Гледаш, јас повеќе сум да. тука и Вера некада во позадина. Ова патување беше на вистина многу убаво. Шефови за суши. Да. Знаеш какви шефови Да. за суши? Ивана, следното гостување во кујна ќе Само биде. да ти кажам, јас сум била тука. Они си дојдаа нормално облечени. Јас им отидов со еден тесен фустан. Да, дотира нормално. Со гол грб позади. Ептене. Правам суши, тој туку се вртка околу да ми покаже како за треба. плажа. Она беше спремна за плажа, ама нема везе дојде на суши што Да. Ама едно интересно искуство, сега не знам да ги направам, ама тогаш Добро, да. тој ден знаеш. супер излегува, да. Тогаш се снад. Ова е Е, многу. Охрид. Ова е баш исто, да. Инстаграм фотографија. Ова е исто сега од Сигурно има доста лајкови. Охрид има. Да, феноменално. Има. Фотографија ти е... Да, не знам. добра затоа ствар. што црквата е во позадина, Така. канео, заидисанце. И убав оција, и да. Ја избрав затоа што тие што фотографирате или што поставувате слики на Инстаграм, гледајте кога правите фотографии да бидат еве вака убави за Те молам позајми ни го Ете фотографот. Да. Значи, тоа се Целовити повеќе вака да фотографии. доловуваат све, нели? Тоа се И пейзажи, и личноста која што е на Не секој фотографијата. знае да фотографира. Повеќе фотографии, но сите се поминати на како се кажува тоа еден вид на Селекција? па, не селекција, него баш на пракса. Луѓето се испраксирани како да Ама гледам повеќето и дека тебе уствари животот ти е полесен во бикини. Доста фотографии се пегини. Мене Ама и на сите, јас секако согласувам. ми е За мене, лесен живот. ако може, Фала му на endless Бога. summer. Фала му на Бога, секако ми е лесен животот, па дури чат пат некогаш знам да сготвам Не, така, нешто, еве така се како вели, ова. нели, Така дека е. полесен е. И се сеќавам на ова видео, ти го имам гледано на социјалните мрежи, кога многу. кажа дека не те бива многу за готвење, ама ова супер искуство. Како Види не да ја био убаво. престе суши, па гледај се ово. Да, гледаш јас тука. Леле како сум сакала да се прикажам домакински смрз. Да, ретко кога готвам дома, но кога ќе сготвам, тие што Изготвено е. јадат, да, кажуваат дека е вкусно. Сега дали ми прават лице или не, не Треба да знам. пробаме, Што ти е па ќе гајле, ти па кажам. Сакам да кажам нешто. Тука сготвив еднаш во кај Дракче? Да, кај Дракче сготвив една палачинка, никој не ја проба. Само една палачинка Па направи? више, ако си била Може втора, и трета две направив, гостинка, никој не ја проба. Мислам ја пробаа, ама сум ставила повеќе какао и рекоа, па добро. Океј. Ова ми е љубовта што ја носам тука, што ја баравме едно 10 минути додека среќа Да, што се тука додека да почнеме, да. да, Луси. во време на реклами. Тоа ми Луси, се чисто Луси. еден, не знам, преубав момент, многу сакам убави Така. фотографии. Ова ми е за роден денот. Вчера ми беше роден ден. Ова е малата јас. ова со вештачка новата AI, интелигенција. Да, со вештачка да. интелигенција ми е направена сликата. феноменално. Има некој текстче напишано горе, не можам да се сетам што е, но во На англиски главно си го мислам напишала. дека знаат. Ќе си кажам што сакам да си Да. кажам на сама себе. Верувај Верувај ми ми, малечка, Treat me. затоа што најдоброто допрва доаѓа. Така е секој. Добра порака. Така дека треба да имаме позитивна енергија. Од оваа вечер ми сменя Тоа уствари многу ќе размислувања. одговарање на прашањето што би си кажале вие Ивана на вашата мала јас Да, сега е тоа популарен тренд ептен со Па тоа би си малата кажала, јас да, или дека- малиот јас.
Знам Ова што што правам, ти се знам што смениле радувам, видиците? што работам. Мала? Ти се смениле видиците од оваа вечер, нешто кажа? Од оваа вечер мене ми сменија видиците за животот, почнав малку повеќе да си уживам и тоа што ме праша претходно, дали почнав да си уживам животот, од оваа вечер мислам дека ми беше клучна за така Нема да датум. направам еден Не е преокрает. скриншот, нема датум. Датум е и ова е во Па и Турција, значи местото од ти е Турција феноменално, да. Па да рече И мислам и после. хотелот во кој што ти се сменил, тоа и ничто не си сгрешила зошто. Еве и тука гледаш само убави дестинации сум се Да, мислам одбила. ова е Регнум, еден од Регнум, да. најсветски, у свет нема подобар хотел од овој. Мислам, чудо е што Така. и се менјаат видиците, мислам, не знам. На убаво како и да. Може и наводно да појдете да ви се смени видеото. Мислам, не дека мора да се оди на не знам колку луксузно место, се е до главата, генерално. Мислам, доктор Осман Болта Да, кога имаме ставате си тоа. у глава друга слика и... А може сум испратила и одводно, ама не сте прикажале, тоа беше ваш може избор. така, точно. Така што Мислам дека две останаа што не ги прикажавме бидејќи би немале време за Тошев. Да. Ајде, Време за диџеј твоите- Тошев. Претежно се фотосесии, ама и сигурна сум дека имаат приказна. Повеќе. Да, за се приказна. Да. Ова е приказна од Куманово, од диското, кој имав настап. Исто беше феноменално таа вечер и го промовиравме. Доста тој настап, бидејќи у Скопје имаше во Арена Девито настап и ни беше промоција направена за таа вечер и имаме видео од оваа вечер, исто и слики од мене. И енергија, енергија. Енергија, без Еве, енергија ти ништа. уживаш овдека. Да, нешто, еве, се мачиш. ова е Охрид, моментално што го поминав, мислам, ова е слика од Зимовска. Исто и тука имам направено видео и слики, најчесто ми се сликите од настапи, како работам, сакам тоа да го прикажам за прв пат, а исто мора да ја пофалам колешката до мене Лево за уживање во животот. Неколку пати ме пофали, Да, мислам дека ми се дефинитивно. улукува за да ми биде гостин во Вие емисија. знаете како ќе ти биде гости, не знам ти Може, знаеш. може, не, Да, зашо да да, не? да, Нормално. Зошто да не? Ама мора да го пофалам тоа заради тоа што кажуваш за животот и уживање. Значи работа си е работа, но Да не ние- забораваме да живееме. Ние треба да уживаме. Значи кога работиме професионално си работиме работата, на крајот на денот има денови кај што мора да уживаме. Да, Исто ова треба се да од одвоиме време за фотосесија и овие сите слики идат на Инстаграм како постери и го правиме Ова тоа. баш ти е Вашата убава. работа на вистина Ова ти е бара баш да- убава слика, баш Да, така и за ова. Инстаграм, за постери, ова супер фотосесија. Ова се за од фотосесија. Мислам дека имам пуштени од други настапи слики, се моментално. Ова се од Ако не фотосесија знаеш, пуштено. Не знаела. Не па знам, ама се е во од фотосесија. Да, супер се фотографија. Не потребно е на вас артистите Сега да ги тоа имате ќе овие речам. за Па плакати потребно за е, едно друго, мислам, значи различни аутфити. Да, различно, А, за да. ова трае може 3-4 сати, пресоблекување, сликање, како ќе застанеш. наслини кажуваш. Да. А од машка страна, значи од машка страна. За женска За нормално. кој знае колку тешко ви паѓа. Да, жените нормално сакаат да се ти сликаат. артист ќе бидеш. Жените сакаат да се сликаат, но ние Сакаат, мажите сакаат. маце потешко. Ова е од Кавадарци, исто тука средношколска, фул до крај, наполнето, исто со енергија, да не зборам, таа енергија да. цело време ја Тама прикажувам. убава и фотографија ова се што се модерни малку заедно ова е со заматено, народот, одлично. во позадина и инаку ова е исто. Народот како на митинг. Ова Со ти како народот Исус заедно. Христос. Ова како Исус Христос овде у Рио де Жанеиро што она Нема статуана. Титаник вера. И еве ова година облечен во македонски Да, дрес, со 2500 народ. Браво. Навистина, ова на сите концерт некој заедно, толку не може да Да, направи. и мора да се пофалам за Фали се крауд таму. контрол, како го држам. Зашто? Крауд контрол, значи На со публиката. толпата со публиката, како со ја држи народот. со публиката. Да видите таму и да го искусите, тоа би ми било мило. Митинг е Реално. сериозна Па работа. да. Повели. Ќе дојдеме, ќе дојдеме. Јас Треба да Спрема имаме спрема за политичар изгледаш. Не, јас се расположив. Далеко, не. Супер. Да, фала ви многу за коментарите, за гостувањето, фала на мене за коментарите, не е проблем. Секогаш сум тука да ја внесам мојата енергија. Не, шегата на страна, се надам дека ви беше пријатно. Одлично. Докторе, нешто сте како излажен, Одлично. како да не сте кажале се. Не, се Не. кажано, сакам да Мислам дека ви беше ова малце поразлично доживување од она кое што вие го имате секојдневна работа. Сигурно, бевте подготвени за посериозни прашања, ама Не, супер беа убаво. прашањата. Да. Се надевам, прво благодарам на Се покана. разбира. Се надевам успеавме да пратиме добри пораки за Следни пораки, така и публиката, препораки. Да и препораки
и се надевам ќе се видиме пак. Се разбира. Ивана, фала ти многу, ти посакуваме успешно завршување на третата и почеток на четвртата сезона. Ви благодарам многу што ме поканивте. Прекрасни сте, ќе кажам уште еднаш. Сакам да се надоврзам. Докторот се смееше цело време и уживаше во сите коментари, така што верувам дека и на диџејот од моја десна страна и на докторот Како од викам моја лева колегата. страна. Да, Колегата од лева страна. Ни беше навистина пријатно. Еве јас ќе се зборувам во моје име. Ви благодарам уште еднаш да сте гледаме. Да ме поканите пак да ви дојдам. Да. И ти ќе не поканиш и ние ќе те поканиме. Ќе зборуваме на Дојди ми да ти дојдам. Да, Диџеј Тоша, фала ти многу и на тебе за енергијата и за приказната и кажи ни каде ти е следен настап, вака само на крај пред да го слушнеме и погледнеме спотот. Следен настап, само ќе кажам, утре во Куманово со МК. Така е? Во Куманово каде? Во Куманово, па на терен. На терен. На терен, е тоа, така е. значи, да, инаку ќе одморам една недела, ми треба молам да одмор. одмориш. 15 дена Ке ме нема. без пиење, не, 15 дена без пиење со работа цело време, секој ден, Тама дали ти е дневна, време дали да навечер, одмориш. журка, да. Ресет Мора еден кажам, малце, да. Мора ресет на мозокот, за една недела веќе од 21 22 ќе имам веќе настапи. Почнувам само една недела малце да отидам да одморам. Да си дојдеш малце Благодарам така да се до окей. цела емисија, цела позитивна екипа, дружба Така е. и мило ми е и може да останеме до 12 со муаве. Да, може, Треба да, прекинеме да, реално. да. Колегите од режија кај да е, бидејќи мораме да најавиме еден музички спот во кој што верувам дека многу ќе уживате, а веднаш потоа се враќаме во студиото.